Добро вечер. Потребен е диалог со Бугарија во рамки на нашите принципиелни позиции, но да ни се врзуваме со рокови, изјави вечерва во само интервју на Канал 5 министерот Тимчо Муцунски. Во однос на членството во Европската унија без право на глас, министерот вели дека таква дебата постои во Брисел и во земјите членки, но дека се зависи од мировниот договор за Украина. Многу ни се значајни овие реформи кои што се дел од реформската агенда, но и праќањето на порака дека сме држава која што е стратешки ориентирана кон Европската унија и во делот на внатрешната политика, тука мислам на реформите, и во делот на надворешната политика, она што го правиме на мултилатерално поле и нашата усогласеност со заедничката надворешна и безбедносна политика. Уставни измени. Очигледно нема бегање од тоа прашање за уставните измени. И не сме застанале во процесот на барање на решенија на овој проблем. Не сметам дека нашата држава треба да се врзува со датуми. Секогаш, кога сме се врзувале со датуми и кога сме се врзувале со кратки рокови, сме излегувале и поразени и понижени како држава. Тоа што премиерот Мицкоски го отвори и треба да го дискутираме и како јавност и како тема е едно легитимно прашање кое што има многу длабока корелација со прашањето за евентуален мировен договор поврзан со Украина. Затоа што при евентуален мировен договор поврзан со Украина, тоа бреме што се слуша, сега би рекол информирано шпекулираме, бидејќи ќе го видиме договорот на крај како ќе изгледа, но една од темите за кои што се погласно се разговара е потенцијалното пристапување на Украина како нова земја членка на Европската унија. Да, нема НАТО, но ќе има Европска унија. Но има неколку земји членки на Европската унија кои што се принципиелни поддржувачи на нашиот регион. Известувачот од Европскиот парламент Томас Вајц денеска го презентираше извештајот за Македонија. Тој е оптимист за напредокот на земјава, но и на регионот. Но Македонија мора да го исполни условот со уставните измени. Вајц ја пофали усогласеноста на земјава со надворешната политика на Унијата, поддршката за Украина и работата на коридорите 8 и 10, кои ги оцени како клучни за регионот. Тој изрази надеж дека годината нема да биде изборна за, како што кажа, да не се загуби фокусот на реформите и ја повика владата да ги спроведе обврските на патот кон членство. На дебатата, која се разви во Комитетот за надворешни работи во Европскиот парламент, дел од европратениците упатија поддршка за земјава и оценија дека вината за застојот во евроинтеграциите не може да се гледа само во земјава, туку и во институциите на самата Унија. The application is more than 20 years old, and I think it's time to move on. We're also pointing out that this is a huge window of opportunity in the moment for the whole region, but specifically also for North Macedonia to move on to EU accession. There's green light, as much as I see, from Council, from Commission. Here in the European Parliament, there's great support. Премиерот Мицкоски уверува дека нема договор околу враќањето на Артан Груби во земјава, а аферата за марихуаната, како што изјави на пратеничките прашања во собранието, ќе ја расчистува новиот јавен обвинител. Власта прашуваше и власта одговараше. Дали има пазар за враќањето на Груби и кој стои зад скандалот со тоните канабис што беа фатени во Србија. Пратеникот Лјупчо Пренџов од ВМРО ДПМН ја прозва СДСМ дека по денови обвинувања од партискиот штаб, опозицијата не се одважи на пратенички прашања да добие одговори директно од власта. Наместо нив, тој го праша премиерот дали е точно дека на Груби прво му било овозможено да избега, а потоа и да се врати. Мицкоски одговори дека нема никаква логика во тврдењата дека тој би се договарал со луѓе кои сакале да го видат неговиот политички, но и човечки крај. Дали имало договор Артан Груби да биде пуштен? Дали и како реагирате на обвинувањата Социјалдемократскиот сојуз дека сте се договориле да се врати? Јас како човек бев најнапаѓаниот политичар од истото ова лице Артан Груби. Се сеќавате на она фамозна реплика во еуфорија и една така наречена хистерија предизвикана од страна истото лице, позната како Папа Мицко. Бегалецот е обезбеден од страна на органите на редот. Се понатаму е одлука
на друга власт, тоа е судската власт. И кога доаѓа крајот, тие се обидуваат како мачка да рипнат во очи. Но они заборавиле дека ние сме лавови и ваквите како нив ќе одговараат. Во однос на тоа колкав е криминалот поврзан со фабриките со марихуана и докаде се истрагите на институциите, Мицкоски кажа дека не е случајност што акцијата започнала во Србија. Одземени се 6 лиценци, а ќе има и уште. Факт е дека фирмата во која што се запленија повеќе од 30 тона цветот канабис има роднинска поврзаност со висок функционер на опозицијата од минатото, односно председател на локална организација или како се нарекуваат, да речеме кај нас во ВМРО ДПМН се викаат општински комитети, таму општинска организација, не знам како се нарекува тоа во СДСМ. Јас ви гарантирам дека одговорност ќе има. Мицкоски порача и дека имал чувство оти некои луѓе ќе биле изненадени од процесот на правдата што ќе следи и кажа дека оној што не се огрешил пред законот не треба да се плаши. Тој очекува од идниот нов јавен обвинител да ја спроведува правдата на дело, а не како што посочи да се повторува минатото кога политичари влијаеле на одлуки. Како да се позиционира Македонија во новата геополитичка реалност? Повеќе детали од дебатата посветена на оваа тема од Афродита Рамос. Се прилагодува ли македонската дипломатија на новата геополитичка реалност по почетокот на војната во Украина, која веќе навлезе во 5-та година? Според дел од експертите, иако за членството во ЕУ нема друга алтернатива, Македонија мора да има активна дипломатија и во останатите светски центри на моќ. Гласањето на Македонија во Обединетите нации за резолуцијата за Украина, кое по прв пат беше различно од она на нашиот стратешки партнер САД, кои пак останаа воздржани, означува дека Македонија ги премирила своите стратешки интереси и одлучила дека е посоодветно да се приклучи кон заедничката политика на ЕУ земјите по ова прашање, оценува поранешниот заменик премиер за европски прашања Ивица Боцевски. Имајќи предвид каде ние се наоѓаме, каква е нашата трговска размена, јасно е дека европската интеграција односно влезот во единствениот пазар ги дава одговор на најголемиот број од македонските предизвици врзани со геополитиката и со геоекономијата. Но, како независна држава, како самостојна држава, ние не сме да останеме вон тековите, односно Македонија мора да биде присутна со својата дипломатска мрежа и со своите дипломатски активности секаде онаму каде што се крои глобалната политика. Дел од економските експерти пак предупредуваат, по војната во Украина светот се затвора во определени економски региони, а нашата мала економија мора да се прилагоди кон новите стандарди и да определи каде имаме конкурентска предност. Ние не можеме да развиваме економија која што е базирана на економија на обем, на масовни серии на производство, меѓутоа можеме да бидеме адаптибилни во делот на обновливи извори на енергија. Она што Македонија го има е секако сонцето, имаме голем број на сончеви денови, неопходна ни опрена стратегија, можеби во тој дел некој вид на нова енергетска политика во која што државата јасно ќе го има својот удел во таа концепција. Војната во Украина го донесе крајот на приматот на Западот, додека САД активно работат на заштита на своите национални интереси, а ЕУ се соочува со сериозни предизвици како што е стратешката зависност од САД во безбедноста и енергетската ранливост. Македонија мора да действува проактивно за да заземе своја стратегиска позиција во новиот геополитички распоред на силите, заклучија меѓу другото експертите на денешната панел дискусија за Македонија и геополитичките промени. Вестите завршија. Останете со Канал 5. Пријатно.